Круг полукруг е четвртата книга на авторот Игор Крајчев, која беше промовирана синоќа во лековниот салон. Промоторите универзитетскиот професор доктор Венко Андоновски и ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола професор доктор Златко Жоглев не штедеа зборови за јасниот и специфичен израз на Крајчев во неговото второ поетско дело. Промоторот Жоглев вели дека ако се погледне подлабоко, насловот Круг полукруг всушност представува затворање на полукругот и отворање на кругот. Филозофско дело кое Крајчев на извонреден и луциден начин ја искажува секоја песна, а со тоа ја изразува зрелоста во поетскиот израз. Во неговата поезија има многу длабоки теми, почнувајќи од темите за она што е основа на филозофијата и една од основните човечки карактеристики, тоа е да се поставуваат прашања, значи, освен чудењето што е многу важно за луѓето, љубопитноста, основа на филозофијата и на луѓето е поставувањето прашања. Една од песните кои што ги има Игор Крајчев во оваа негова книга е точно така прашање. Меѓутоа, самиот наслов на книгата е изморедно значаен и филозофски, бидејќи корените можат да се бараат наназад уште во антиката, каде што и аритметиката и геометријата биле многу значајни дисциплини, меѓутоа врзани директно за филозофијата. Повални зборови за Крајчев и неговото поетско дело Круг полукруг искаже Венко Андоновски. Тој авторот на некој начин го поистоветува со големиот Кочо Рацин, вели дека во ликот на Игор Крајчев македонската книжевност добива една исклучителна чудесна фигура, затоа што паралелно ја негува прозата и поезијата. Оно што јас го прочитав во оваа негова книга, која инаку е наградена со наградата Ацо Караманов годинава, е нешто што покажува дека меѓу прозата и поезијата постојат многу тенки граници. За мене големи писатели не се оние кои пишуваат на големи теми, туку они кои успеваат во нијанси да ги поместат границите на жанрот на претходниците. Јас да речеме, колку и да звучи тоа е и тема на моето вечерашно обраќање, колку и да звучи тоа чудно, во Крајчев препознавам еден Рацин. Кога денес Рацин би се родил со својот елегичен тон, мислам и кога би го имал слободниот стих на располагање за пишување, и кога би го имал таа на образба што има Крајчев, и кога би ги формирал своите хоризонти во денешно време, мислам дека вака би изгледала неговата поезија денес. Ова е четврта книга поред на авторот. Како промоторите, така и тој смета дека во оваа поезија е содржана филозофијата на неговото размислување за проекцијата на самите себе. Круг полукруг е една филозофска символика со која што сакав да изразам одредени мои размислувања за тоа која е нашата проекција за самите себе си, која е нашата идеализација за самите себе си, кои сме всушност ние и нашиот стремеж кон апсолутното совршенство на кој сакаме да станеме. Круг полукруг книгата која што е создавана некаде прилика 2 години е мој размислување за таа проблематика, мои филозофски гледишта и практично проекција за тоа кој сум јас пред се како човек и тоа кој идеал како човек го замислам за самиот себе. Со оваа поезија Игор Крајчев го одбележува и 10-тиот јубилеј од издавањето на неговата прва книга, модернистичката поезија Реалности, која беше промовирана во 2005 година. Во 2007 година тој го издаде епско-фантастичниот роман Војни и херои, а во 2009 го издаде психолошкиот роман 3 секунди.